Господинот министер за финансии, жалам што не е тука, бидејќи размислував со него да полемизирам за некои работи. Зборуваше 30 минути, од тие 30 минути можам да се согласам само со една единствена негова реченица, дека целокупната работа на владата е одразена во буџетот. Тоа значи, се што ќе се зборува по оваа точка, директно или индиректно, зависи од буџетот кој го проектира и го троши оваа влада. Значи, и од најмалото дете кој е во градинката и до најстариот, највозрастниот пензионер, целокупното општествено живење зависи од буџетот и затоа, кога некој некому ќе каже држете се за ребалансот за буџетот, тоа е премногу празно и премногу провидно. Нема да се обраќам, пошто не е тука министерот на заменикот, премногу е млад. Ќе се обраќам до повозрастните пратеници од мнозинството. Има едно прашање единствено, на кое треба ние овде да се обидеме, ако можеме да дадеме одговор. Тоа прашање е дали во овие 22 години, или уште по-конкретно, дали во 21 век, во 2013 година, мнозинството од граѓаните на Република Македонија живеат живот достоен на човек или живеат живот од рефренот на Рацин. Ај пузда би останал животот кучешки. И додека бегаме во некакви исчашени муавети, во некакви малограđански муавети, во некакви парцијални бројки и проценти, ние не одговараме на нашата историска одговорност. Овде, во овој дом, овде од нашите говори, од нашите два прста зависи судбината на нашите граđани. Почитувани повозрастни колеги, да ве подсетам, и јас 90-тите години живеев во еуфоријата, конечно правиме самостојна сопствена држава. Конечно идеалот и крвта на сите претходници ќе биде опредметена и реализирана. Оние што ја водат државата треба да дадат одговор каде ја водат и до каде стигнавме. Од оваа говорница сите тоа повозрастните го знае, можам да ви кажам дека Социјалистичка Република Македонија на секој план во периодот додека обстојуваше тие 45 години од капиталистичка независна Република Македонија е најмалку 1000 пати беше подостоинствена татковина за граđаните на Македонија. Тогаш тоа што се направи во Македонија, споредете го, дали едниот период од 22 години, од 45 до 67, или вториот, од 67 до 89, 2 по 22, по козји патеки се одеш, со запреги се ораш, сите патишта, сета железница се пробиваа планините, немаше струја во Македонија, зборувам за првите 22 години, хидроцентрали се направија. И тие тогаш што ја водеа Македонија, беа слепци, не гледаја, не знаеја и ја водеа во погрешен насока. Во втората,
Вторите 22 години, од 67 комплетна индустриализација, стотици фабрики, сите термоцентрали се направија. Тоа се капитални објекти на кои дојдов. Сите институции се направија. Дојдовне на дередже владата да излегува овде и да кажува 3 километри, 2 километри патче водовод. Комунално предпријатие владата. Владата има еднен одговор. Дали нејзините граѓани живеат достоинствен живот на ниво од Европа? Дали перспективите на младите се отворени или не се отворени? Одговорот го знаете. Знаете ли што направивте? Или сите, не знам што, кој повеќе, кој помалку. Направивме едно големо ништо. Направивме изгубени генерации. Премногу. Секој што се одзива на позиција министер или премиер, или пратеник, или функционер, треба да се срами од она што е Република Македонија денес последна во секој поглед. Дали во Македонија живеат најсиромашни граѓани во Европа? Да. Дали во Македонија има најлоша патна инфраструктура во Европа? Да. Дали Македонија има најлоша железничка инфраструктура во Македонија? Да. Дали се најсиромашните граѓани? Дали има најголем број сиромашни граѓани? Да. Знаете ли што направивте? Го направивте најголемото злосторство со најголемото класно растројување во Европа. 10% богати, 90% сиромашни. Пошто министерот инсистира на бројки, ево неколку бројки, во тие поразителни констатации, и уште имаме храброст и доблест да излегуваме овде и да кажуваме приказни и бабини деветини. Имаме ли трошка општествена одговорност? Кај ќе ни оди душата на сите? Ако не и погледнеме на вистината во очи. Светска банка води евиденција за се. Има индекс за класно растојување. Од 0 до 100. 0 е кога распределбата е подеднаква меѓу богатите и сиромашните. 100 е кога целата распределба на приходите одат во богатите. Македонија во 1998 година имала индекс 28,1. Во 2008 година имала индекс 44,2, а сега некаде 43,9. Само за споредба, Европската Унија има, старата капиталистичка Европа има 30,4. Словенија има 23,9. Значи, сме на прво место во Европа според неправичноста, според злосторството на собствените граѓани. И за да биде посликовито, 35 луѓе во Македонија располагаат со капитал од 4 милиарди долари. Тоа ли е Македонија за која гинеа илјадници луѓе? Тоа ли е современа, независна, капиталистичка, напредна, не знам каква Македонија? Повторно, што направи? Повторно Светска банка, последните 3-14 години, 230.000 луѓе, млади, цветот, најпаметните од Македонија, се иселени со регулиран престој. Најмалку уште толку, вика Светска банка, со нерегулиран се иселени. Тоа ли се успесите, тоа ли се 30 минути воведен говор експозе на министерот за финансии во неговата ода, во неговата пофална песна за успесите на владата на Република Македонија? Тоа е пораз, тоа е срам, тоа е катастрофа за сите овие бројки. Друга бројка. Повеќе
повеќе умираат отколку што се раѓаат. Трета поразителна, европските интеграции. Останавме темен вилае. Нашите млади деца земаат бугарски пасоши. Утре масовно, немаме и евиденција за тоа, може би е почнато, албанските дечиња од Македонија ќе земаат албански пасоши. Србија не заминува во тој европски колосек, што ќе се случи кога и таа ќе влезе таму. Жално, поразително. Векови немавне држава, имавне нација. 22 години имаме држава, ја губиме нацијата. Светска банка предвидува в 2030 година овде ќе живеат околу 1.800.000 жители. Може ли некој да предпостави колку ќе бидат од нив македонци? Владите во светот, што би рекол Черчил, најмалку 50 години гледаат визионерски, а што би рекол Негош, тој што е на ридот качен, гледа подалеку од тие под ридот. 8 години во континуитет сте на ридот качен. Нешто не гледате 50 години, не гледате ни 2 дена. Само дневна политика, само делби и поделби, само пизма и зла крв. Кој кого го затворил, кој кого го кој е предавник, кој е шпион, кој е не знам што. Тоа ли е влада, тоа ли е политика? Тоа ли е држава во која еден граѓанин може да се чувствува достоинствено? Или зборовите од инквизацијата дека на овој свет треба понижно, треба да се пати за на тој свет таму да се живее. Па толку е еден човечки живот, колку генерации се изгубени. Неповратно се изгубени, борејќи се од ден за преживување. Тоа ли е живот достоен на човек во 21 век? Тоа е понижување. И од тоа сите до еден, кои имале прилика да дојдат на оваа говорница, треба да сносат одговорност и да се срамат. А тие што раководеле со овие буџети од милиарди евра и да се срамат и да одговараат. Не може повеќе да си играме играчки. Мора да се врати достоинството на македонскиот граѓанин. Не може, и не знам зашто на тие 35 луѓе, во кој век? Во 10-тиот век ќе се родат уште еднаш, па тогаш ќе ги дотрошат парите. А при тоа по камени мост да има милијадници питачи, по контејнерите да имаме секој ден. И од друга страна, среќни, задоволни, завршивме работата, ајде да си одиме. Тоа е пораз. Тоа го чувствувам. Тоа од душа го зборувам. И се додека размислуваме така, и се додека одовде се расправаме за некакви малограđанштини, ние ќе тонеме. Ќе тонеме во живиот песок. И прашање дали и под дното има дно. И затоа апелирам да поразмислиме. Затоа што ние овде 123 сме одбрани да одлучуваат за нечии судбини. Не да дојдеме овде како две јатрви да каже кој кому, што поголема нискост и што поголем идиотизам и да заминеме и да сметаме дека сме ја завршиле работата. Водењето држава е премногу сериозна работа, а не е играчка. Благодарам.